Редовен дневник на К1 и во ова информативно издание ви ги нудиме најновите информации од регионот Македонија, светот и спортот. Останете со нас. Пеколните температури се враќаат во Македонија. За утре се најавува жолта алертна фаза. Змеј заштитник 17 војната вежба беше изведена денеска на армискиот полигон Криволак. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН е кавадарци со барање до владата да не се прекинува проектот за нова градинка. Тропските гориштини се враќаат во Македонија. Метеоролозите најавуваат дека живата во термометарот и во наредните денови ќе биде висока и ќе расте и UV индексот. До четврток Македонија ќе биде во жолта фаза, додека деновите од викендот одредени региони од земјава ќе ги исполнат условите за портокалова фаза. Високите температури повторно секојдневие во Македонија. Синоптичарите најавуваат дека живата во термометарот и во наредните денови ќе биде висока. Ке расте и UV индексот. Се очекува вредноста да се искачи до 9. До четврток Македонија ќе биде во жолта фаза, додека деновите од викенд одредени региони од земјава ќе ги исполнат условите за портокалова фаза, што значи и предупредување од топлотни бранови. Лекарите препорачуваат хронично болните редовно да ја примаат препишаната терапија, без потреба од 10 до 17 часот да не се излегува на отворено, да се конзумира лесна храна и да се внимава на хигиената. Поголема внимателност неопходна и на патиштата. Сообраќајна несреќа е причина за времено затварање на регионалниот пат од Градско кон Велес. Надлежните велат, ова е причина за зголемена фреквенција на сообраќајот на автопатската делница од Гевгелија кон Велес. На социјалните мрежи кружи информација за поголема внимателност на возачите на автопатот Велес Скопје. После тунелот кај Катланово имало запален камион. За двете сообраќајни несреќи нема информација од полицијата. Змеј заштитник 17 е насловена војната вежба која што беше изведена денеска на армискиот полигон Криволак. Вежбата представуваше уште една можност за зајакнување на билатералната соработка меѓу армијата на Република Македонија и вооружените сили на Соединетите Американски држави. На истата учествуваат 300 припадници на војните сили на САД и 95 припадници на АРМА. Заедничка воена вежба насловена Змеј заштитник 17 денеска на армискиот полигон Криволак изведоа македонската и американската војска. Ова представуваше уште една можност за зајакнување на билатералната соработка помеѓу армијата на Република Македонија и вооружените сили на САД. Вежбата ја следеше и премиерот Зоран Заев, кој рече дека му представува посебно задоволство што војниците на АРМ учествувајќи на вежбите го отвораат патот на Република Македонија кон полноправно членство во НАТО. Мене ми е посебно задоволство што војниците вака учествувајќи во своите вежби го отвараат и патот на нашата Република Македонија кон полноправното членство во НАТО. Јас сум горд заради тоа што рамо до рамо со добро истренирани војници од американската армија може да ги спроведуваат сите активности. Криволак е навистина едно прекрасно место каде што можеме и во иднина да развиваме прекрасна инфраструктура за тренинг на нашите војници, кои што, како што знаете, учествуваат во мисиите. Владата и заедно со парламентот размислуваме за унапредување на севкупниот буџет заради импероперабилноста на нашата армија, која што и такако е многу важна прво за нас, но и за нашата севкупна подготвеност во мисиите или мировните мисии кои што армијата на секаде ги одржува во светот. Тоа што беше денеска презентирано во Криволак беа два вида на воени вежби за кои успешно соработуваа македонските и американските војници. САД работат на тоа да ја видат Македонија како станува дел од НАТО, изјави американскиот амбасадор Джес Бейли. Ова е вид на активност што сметаме дека би помогнала во напредокот на Македонија да стане дел од НАТО. Знам дека војниците на НАТО имаат голема почит за македонските колеги. Можевте и да заклучите самите од кратките средби кои ги воочивме пред малку.
Ова е голем ден за нас, кои сме овде и би сакал да им се заблагодарам на армијата на Република Македонија, Министерството за одбрана, владата на Македонија, за гостопримството на нашите војници во текот на овие 10 дена. Вежбата започна на 28 овој месец и ќе трае до 10 август. Во текот на денешниот ден имаше демонстрација на активности, а целта е изработка на полетувачко-слетувачка патека на полигонот. На истата учествуваа 300 припадници на воените сили на САД и 95 припадници на армијата на Република Македонија. На паркингот и игралиштата зад гимназијата Кочерацин во Велес синоќа беа презентирани воени возила и други воени средства на армиите на Македонија и на САД. Ова активност на двете армии беше во рамките на вежбата Dragon Guardian 17, односно во рамки на цивилно-воената соработка меѓу двете земји. Американските и македонските војници пред Велишани ги представија борбените возила Страйкер, возилото Бафало за деминирање и друга инженерска опрема. Ова активност на двете армии беше во рамките на вежбата Dragon Guardian 17, односно во рамки на цивилно-војната соработка меѓу двете земји. Американскиот војник од прва класа Седна Джошуа истакна дека целта на оваа презентација е поврзување и соработка меѓу американските и македонските граѓани. Целта на денешниот настан е да е како да се поврзат американските и македонските граѓани, да покажеме дека соработуваме многу добро меѓу себе. Така да покажеме дека ни е многу драго што сме тука и дека сме тука со добра цел и дека ни е многу драго што сме денес тука присутни на настанот. Велишани, посебно најмладите, беа најсреќните посетители на представувањето на инженерските воени возила на македонската и на американската армија. Тие одблиску се запознаа со целата опрема, а пак војниците со задоволство им ги представуваа можностите на возилата и опремата. Нашето патување започна во Куманово, беше навистина прекрасно да се патува низ Куманово, Скопје, тука во Велес, исто така и во Штип и Криволак на крај. Навистина ни беше задоволство да се сретнеме со децата, присутните гости, посетители денес и навистина тоа покажа дека цела соработка од април до сега е добра. Заедничката вежба на двете армии Dragon Guardian 17 ќе се одржува до 10 август и има за цел зајакнување на стандардните оперативни процедури на единиците од составот на АРАМА. Председателката на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кавадарци Горица Пеливанова денеска одржа пресконференција на која апелираше СДСМ и Министерството за труд и социјална политика да не го прекинуваат проектот за изградба на нова детска градинка која е повеќе од неопходна за кавадарчани. Во близина на локацијата каде треба да се гради нова детска градинка меѓу двете урбани заедници Браќа Досеви и Задругар, денеска председателката на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кавадарци, Горица Пеливанова Вилхелм, одржа пресконференција упатувајќи порака до актуелната влада да се одобрат средства за изградба на детска градинка која е предвидена на ова место. Меѓутоа, со политиките на актуелната влада гледаме дека од овој дел, значи во делот на труд и социјална политика на Министерството се кратат средства кои што се наменети за изградба на градинки. Значи ние овде, како жени, како мајки, апелираме изградбата на детската градинка во општина Кавадарци да не се стопира, затоа што се при крај сите подготовки од страна на локалната самоуправа во однос на урбанистичката планска документација и целосната документација за изградба на градинка и како најбитен проект во општина Кавадарци еден апел и до министерката Царовска и до новата влада на СДСМ да продолжат, да не го прекинуваат овој проект. Кавадарци е една од ретките општини во Македонија кои што имаат зголемување на наталитетот, а воедно голема намаленост на невработеноста. Тоа укажува на фактот која е потребата на градот за изградба на нова детска градинка, која потреба ја согледаа локалната самоуправа и ја воведе како еден од најнеопходните проекти кои што допрва ќе се градат во Кавадарци, изјави Вилхелм. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска беше во посета на Кавадаречкиот центар за социјални работи. Таа во изјава за медиумите рече дека со финансиски средства од околу 1 милион евра ќе бидат реконструирани центрите за социјална заштита низ Републикава.
Кавадаричкиот центар за социјална работа е еден од 28 центри во Република Македонија кој ќе биде реконструиран и технички опремен, најави денеска министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Дополнително 30 центри добиле возила со што се означил првиот чекор со кој ќе се направи реконструкција на системот за социјална заштита. Средствата се обезбедени преку Европската унија. Вториот чекор е кадровско опремување на овие центри за социјална работа, со тоа што ние сме во процедура да владата донесе одлука за вработување на нови 60 социјални работници во наредниот период, кој што ќе оди во две фази. Со тоа ќе го подобриме квалитетот на услуги и теренската работа на овие центри за социјална работа. Суштинската промена на овој систем или ново лице на системот социјална заштита ќе видиме со донесување на новиот закон кој што е во процедура и сметаме дека една година ќе биде сосема доволна за да овој закон со широка дебата се донесе во Република Македонија. Македонија треба да има мрежа на социјални услуги кои што треба да ги нуди на граѓаните, но исто и материјалните права и социјалните трансфери кои државата ќе ги исплаќа на социјалните корисници, рече Царовска. Инфраструктурните поправки на овие центри ќе чинат околу 1 милион евра. Научните трибини имаат огромно значење за приближување на македонската култура и историја до секој граѓанин. На ден пред големиот Илинден во Велес се одржа научна трибина насловена како Велешките книжевни великани. Дијана Иванова со деталите. На ден пред големиот Илинден во Велес се одржа научна трибина насловена како Велешките книжевни великани. Джинот, Джинзифов, Неделковски, Рацин и браќата Петковиќ. Нивното творештво се обработуваше на оваа трибина. Задоволство ни е што без двоумење нашите пријатели кои што се чести гости пријатели на Велес на библиотеката прифатија да зборуваат на оваа тема, иако се период на годишни одмори, што без двоумење прифатија да дојдат и да им ги приближат на Велешани различните аспекти, различните моменти од животот на овие. За професор доктор Христина Николова, Коста Солев Рацин е вечна инспирација и голема провокација. Основоположник и на публицистиката и на филозофската есеистика кај нас, што е исклучително драгоцено, бидејќи со тоа отвара големи порти на светлината на пораката, на идејата, светлината на светови кои што ние допрва треба да ги откриваме. Како вечно интересен, како вечно длабок рудник на светлината, тоа е едно културолошко сонце, бидејќи дава голем придонес и во културологијата. Значи, многу е длабок, има многу што да се истражува. Од велешките дејци се чини дека најмногу истражуван е Јордан Хаджи Константинов Джинот, рече пред присутните магистар Крајчев. Тој во својот говор потенцираше дека токму Джинот е најзаслужен за издвојување на македонското творештво од тогашната црковна рамка и приближување кон светската литература. Најсветлата фигура на македонскиот 19 век, затоа што тој беше човек кој што го извади на некој начин македонското творештво од таа црковна рамка и го приближи повеќе кон европската, кон светската литература, ја даде повеќе она уметничка нишка на книжевноста. Јас повеќе се опфаќам и ќе го опфатам повеќе неговото општо дејство, значи како сценско-диалошки игри, неговата преписка со Друштво на српски словесности и која е целата генерална вредност од таа преписка. Значи оваа трибина е повеќе предвидена за некоја општа аудиториум. Ваквите трибини, велат присутните, имаат огромно значење за приближување на македонската култура и историја до секој граѓанин. Особено важно е да се знае значењето на родокрајните книжевни великани. Организатор на оваа трибина беа општина Велес и Народната библиотека Гоце Делчев. Оваа недела треба да почне исплатата на предвидените 28 милиони динари субвенции за 544 овоштари, како што соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Недела веќе почне исплатата на поддршката за лозарството, како и за штетите од навремето во општина Газибаба. Според Министерството, со оглед на состојбата во која се наоѓаат овоштарите од Преспанскиот регион, се прават напори да им се излезе во пресрет на земјоделците и на нивните барања. Во врска со исплатата на обештетувањето за ланските пролетни мразави во Преспанскиот регион, Министерството информира дека подготвило информација која ќе се разгледува на една од следните седници на владата. Вестите од земјава.
Независниот синдикат на градежни работници, инженери и трговци во градежништвото бараат поголеми социјални права. Преку иницијатива доставена до Собранието на Република Македонија бараат законски измени. Поточно бараат бенефициран стаж за работниците од различни индустрии и професии за гарантирана сатнина и неизина редовна за гарантирана исплата. Во барањата за поголеми работнички права се вклучуваат и камионџиите, и тие очекуваат позитивен исход за гласање на предлог законот со кој се зголемуваат правата на работниците. Неприфаќањето на ниту еден амандман поднесен од ВМРО ДПМН за партијата е доволен сигнал дека власта нема намера да работи во интерес на граѓаните на Република Македонија. Во јавното соопштение ВМРО ДПМН напиша: пратениците на СДС ги одбија сите закони предложени од ВМРО ДПМН, кои што беа предложени за ребаланс на буџетот. СДС работи само за свој интерес и само во своја корист. Нив не ги интересираат проблемите на над 450.000 граѓани кои својот глас го дадоа за ВМРО ДПМН. СДС се однесува како Македонија да е нивна приватна фирма. Сите пари од ребалансот на буџетот ги скроија по нивна желба, а не за потребите на граѓаните на Република Македонија. Од незаинтересираноста на СДС да реализира проекти, штети ќе имаат сите граѓани. Од ВМРО ДПМН бараат СДСМ да ги земе во предвид барањата на граѓаните за решавање на нивните реални проблеми. Турските власти во последната седмица уапсиле 1098 лица осомничени за поврзаност со терористички групи или со неуспешниот обид за преврат минатата година, пренесува БТА. Како што се наведува во соопштение на Турското министерство за внатрешни работи објавено денеска, 831 од нив се сомничат за поврзаност со движењето на исламскиот преповодник Фетулах Гюлен, кој живее во САД и кого што Анкара го смета за одговорен за превратот од јули 2016 година. Наред се вестите од светот. Разграничување на она што е српско, а што албанско е трајно решение за Косово. Ова е ставот на шефот на српската дипломатија Ивица Дачиќ. Во статија објавена во весникот Блиц, Дачиќ, како автор на статијата, напишал дека заедно со претседателот на Србија Александар Вучиќ ќе го покренат прашањето за диалог со Косово и ќе ги проверат можностите за разграничување на тој простор. Во договорот помеѓу србите и албанците, единствено можно трајно решение е посебен статус на српската црква и манастирите и заедниците во српската општина на југот на Косово. Ако тоа не е возможно или неприфатливо, нема да бидам несреќен, туку ќе се обидам да дадам придонес во изнаоѓање на трајно и реално решение, потенцирал Дачиќ во статијата објавена во Блиц. Не мирува земјата на грчкиот остров Кос. Њусин пренесува дека синоќа регистриран е земјотрес со јачина од 4,2 степени според Рихтер. Медиумите пренесуваат дека малку подоцна следел уште еден потрес, но тој не бил почувствуван на островот Кос. Епицентарот на вториот земјотрес, кој што бил со јачина од 4,3 степени според Рихтеровата скала, бил во морето во близина на турскиот брег. Пожар во централна Грција гори шумскиот предел во областа на Евританија. За сега непознати се причините за настанување на пожарот кој се проширил на тешко достапен терен и голема надморска височина, пренесуваат грчките медиуми. Пожарникарите се обидуваат пожарот да го стават под контрола, интервенирајќи од земја и од воздух. Грчките власти апелираат граѓаните да бидат особено внимателни и да избегнуваат на отворено да палат оган и лесно запалливи материи. Времето денеска сончево и топло, попладнево со мала до умерена локална облачност. Во западните планински делови попладнево ќе има услови за ретка појава на краткотраен дожд и грмежи, ќе дува слаб до умерен североисточен ветер, индексот ќе има вредност 8. Дневната температура се движи од 28 до 38 степен. Тоа е се за овој информативен преглед. Јас ви благодарам на вниманието и пријатно.